Добар ден, криптоентузијасти, додека техничарот си игра на плажа, можам да украдам неколку минути да направам едно битно видео. Нешто интересно се случи, нешто неочекувано, па сакав ова малку да го поразговарам со вас. Нешто што јас го ветував веќе некое време на каналот, моментално го видовме. Она што сакам да зборувам е JP Morgan конечно купи биткоин. Зошто е ова битно и колку е ова битно, сите оние кои што следат мојот канал по овој време знаат зашто зборувам. Значи, овие најголеми капиталисти, кога ќе се случи да го направат тоа го прават поради една единствена причина, а тоа е капитал, тоа е профит, така. Што значи дека ја тоа што одамна го зборував дека JP Morgan ни по точка разно немаше ништо против биткоин, тоа е само тактика со која што вие практично ја намалувате цената на одредено добро, пред конечно да го купите по цена која што вас ви одговара. Зошто го велам ова? Во еден од примерите претходно спомнав еден ваков пример за Сорос, еден од омилените милиардери во Македонија и неговото купување на пазарот за бакар. Значи ќе го спомнеме уште еднаш ова како пример за да видиме што уствари ова моментално што го прави JP Morgan. Значи, Джейми Даймон е еден од најголемите опоненти на биткоин. Знаете и сами, во многу наврати до сега, истиот, значи, активно зборува против биткоин, дури во едно од следните видеа за вести тоа ќе го споделам. Значи, буквално неколку пати годишно се наоѓа на некаква трибина и критикува се што е крипто, а највеќе се што е биткоин. Сега, зошто го спомнав Сорос? Значи, има една легенда која што се учи помеѓу економските кругови за тоа како се влегува на пазар. Односно, како богатите луѓе влегуваат во одреден пазар. Овдека е земен примерот за бакар, затоа што истиот ова го направил како на некој начин буквално дефиниција за тоа како капиталист влегува и превзема еден пазар. Што се случило? Значи имате ситуација во која што знаете сами дека бакарот е еден од најпожелните метали во светот. Зборуваме за неколку декади наназад кога Сорос одлучил да влезе во овој бизнис, во оваа индустрија. Што направил? Значи тоа е една од главните дефиниции како капиталист влегува во пазар. Не со тоа што купувате, не со тоа што почнувате да кажувате колку одредено добро е добро и може да ви донесе профит, туку обратно. Вие купувате доволно за да може да направите дамп на пазарот и при тоа кажувате како ова добро веќе нема никаква иднина. Истото го направил и Сорос. Имал доволно голема количина бакар за да ја симне цената на истата, така, затоа што ако продадете одредена голема количина на ова добро, ќе направите шок на пазарот и ќе симнете цената на одредено ниво. Кога тоа ќе го направите, вас ви треба една добра кампања на негативен, да речем, аспект на ова добро, како што тоа го направил во оваа ситуација Сорос, односно почнал да шири дезинформации дека бакарот веќе нема никаква вредност, дека има премногу бакар во природата, дека има премногу рудници и дека едноставно порано или подоцна оваа цена на вистина ќе се спушти на премногу ниско ниво. На тој начин успеал да натера премногу опоненти да едноставно го напуштат овој пазар. Значи едноставно луѓето почнале да си ги продаваат своите акции, рудници за бакар, бакарни резерви и така натаму. И што се случило? Кога тоа го направил, предизвикал толку голем страх на пазарот што цената на бакарот паднала енормно. И он тогаш почнал да купува, се разбираме, почнал да купува се. Рудници, резерви, акции, се што можел да купи, се што можел да добие во своето портфолио, го направил тоа. Сега, нема голема разлика од тоа што моментално го прави JP Morgan. Една битна работа која што треба да ја разберете за капитализмот. Кај нив има една работа која што е легална и една работа која што е крајно нелегална во однос на шилање на одредено добро. Односно, еве да го земеме FTX. Кога вие сакате да го продадете FTX, така, и ако почнете да го рекламирате како тоа е најдобрата менувачица, како тоа е енормно добра компанија и така натаму, вие сте практично одговорен. Така, значи истата ситуација се случи буквално на многу познати личности, каде што овие познати личности поради тоа што многу го на некој начин го буста имиџот на самиот FTX, нели, вклучувајќи кошаркари, вклучувајќи регбист, оној нивниот најпознат во Америка, вклучувајќи го Мистер Wonderful и така натаму. Значи, на тој начин вие практично сте одговорни затоа што вие шилате одредена организација. Така, значи вие практично ја продавате оваа организација на другите.
Но тоа е нелегално, додека кога го правите обратното, тоа е сосема легално. Односно во оваа ситуација, она што го гледавме на пазарот е практично негативно ширење на информации за одредена компанија или добро. Значи, крајно негативно и нелегално е ако вие ги продавате и ги препорачувате овие работи, така. Но обратно е сосема легално. Што значи дека вие можете буквално да кажете за било што дека е крајно недобро, лошо, сигурно ќе оди до нула и тоа е сосема во ред. Иако можеби вие во позадина го купувате истото. За жал, значи во Америка тоа е сосема нормално. Добре дојдовте во капиталистичкиот свет. Значи вие можете крајно негативна кампања да направите за одредено добро и во исто време да купувате се што сакате од истото тоа добро и на крајот да испаде дека вие уствари цело време сте го имале и сето она што сте го направиле за да симнете цената на ова добро, за нив е сосема легално, сосема нормално. Е сега, тоа е една од главните причини која што јас верувам дека овдека ја гледаме кај JP Morgan. Односно гледаме ситуација во која што истиот со години наназад негативно зборува за ова добро, постојано препорачува дека е крајно лошо да се акумулира и дека само прашање на време кога ќе оди до нула. Во исто време, да не забораваме дека JP Morgan е една од двете банки која што е задолжена за IBIT, Bitcoin Spot ETF, да креира акции, исто така и да ги практично ликвидира овие акции, така. Значи, во исто време додека зборува пред советот, пред конгресот на Мурика, дека треба да се банира биткоин и дека не треба да постои, во исто време неговата банка станува една од двете банки кои што креираат акции во IBIT, BlackRock, Bitcoin Spot ETF фондот. Значи, тоа треба да ви кажувам многу, така. Но до овој момент не можеме да знаеме колку е тоа многу, додека не видовме дека, поради тоа што они нели на одредени периоди мораат да направат disclosure, мораат да покажат што имаат во своето портфолио. Сега се откри дека JP Morgan поседува акции во BlackRock и во Fidelity. Така. Значи ова е само почеток. Не знаеме како ќе се одвиваат работите натаму, но ова е една од главните работи кои што постојано ги зборуваме на каналот. Значи не ги слушате што ви зборуваат, гледајте ги што прават. Значи кога ќе видите дека најголемите опоненти на биткоин почнуваат да го купуваат, тоа треба да ви станува јасно колку истиот е непобедлив и каде се тоа се движи, се разбираме. Така да уште еднаш ќе повторам. Значи не ги слушате што ќе ви кажат. Гледајте што прават во позадина. Не само JP Morgan, моментално се денеска баш нова информација дека и Wells Fargo исто така поседува акции во Fidelity, ако не се лажем, Bitcoin Spot ETF. Така да уште ќе напоменам. Целата оваа ситуација која што треба да забележиме е дека за жал капитализмот функционира многу поинаку од тоа што ние сме навикнати како пазар и кај нив овие работи се крајно легални. Така да како крајно легални треба да очекуваме дека и ќе се случат. И кога слушате дека овие големи субјекти го дисаат, постојано зборуваат негативно за овие капитални добра, тоа треба буквално да ви покажува една обратна слика, во која што истите прво немаат веќе избор дали сакаат или не, значи биткоин веќе е вграден во Wall Street. Со моментот кога дозволија биткоин Spot ETF веќе нема враќање назад, се разбираме. Второ, големите субјекти и понатаму не има гајле дали на Джейми Даймон му се допаѓа биткоин или не. Значи додека на Джейми Даймон не му се допаѓа, во исто време BlackRock, Fidelity, Invesco и така натаму продолжуваат да го купуваат ова добро. Така да уште ќе напоменам, ова што го гледате и ова што го прават е само една слика која што се обидуваат да ви ја представат. А на крајот од денот доаѓаме до онаа ситуација каде што овие големи субјекти многу би сакале да можат да акумулираат што може повеќе за да дојдат до ситуација каде што они ќе го регулираат пазарот. Колку повеќе од ова добро имате, толку поголем интерес едноставно или поголем удел на пазарот имате. Вие ќе диригирате како ќе се движи цената. Така, затоа и гледаме енормно купување како од Fidelity, така од BlackRock и така натаму и верувам дека тоа наскоро ќе биде истата игра и помеѓу банкарите, како што гледаме, веќе почнаа, значи се повеќе и повеќе банки покажуваат дека држат биткоин. Така да на крајот од денот, нивната идеја за ова е акумулирај го, за кога ќе дојде ред, ти да го продаваш на народните маси, се разбираме? Сега на народните маси им кажуваш дека е крајно негативно, дека ќе изгубат пари, дека не смеат да го купуваат, дека е многу лошо, исто како и Лери Финк од BlackRock пред 2 години наназад, така и сега банкарите продолжуваат со истото ова FOMO. Така да на крајот од денот кога ќе видите дека сето ова е направено со цел
да акумулираат што повеќе и кога ќе дојде момент да ви го продаваат по цена која што они ќе ја диктираат. Имајте го тоа во превид кога одлучувате дали треба да инвестирате или не во крипто. Јас си понатаму не можам да ви кажам што да правите. Нормално ова е само мое мислење, ова е моја анализа на пазарот, а вие размислете дебело зошто Джейми Даймонд после толку дисање, после толку негативни работи, после излегувањето пред Конгресот и барање бан за биткоин, одлучил да купи биткоин. Размислете и се гледаме утрешното специјално видео во недела. Ви благодарам и секој добро. Поздрав од топлата Малта и од Криптогемиџија.